Албер Ками, недоразбирања. Во ова видео ќе позборуваме нешто подетално за авторот и делото недоразбирања. Ќе позборуваме подетално за апсурдот, што точност се работи во самото дело и на крај ќе направиме една целокупна евалуација на што значи самото дело. Накратко за Албер Ками, кој е роден на 7 ноември 1913 година во Мондови, во провинцијата Константин, Алжир. Тој бил од едно француско-алжирско семејство, каде што неговата мајка имала шпанско потекло. Неговите родители биле земјоделци и семејството живеело мачно. Неговиот татко Луциен загинал во Маринската битка во 1914 година за време на Првата светска војна. Во 1923 година бил примен во Универзитетот во Алжир, а во 1930 година тој заболел од туберкулоза, која ставила крај на неговите фудбалски активности. Тој бил голман на универзитетскиот тим и тоа го присилило да студира. Тој се вработил како приватен тутор и работел во метеоролошки институт. Истовремено тој многу читал, а особено ги сакал Жид, поради стилот на неговите скротени романтизми, како и Достоевски, Толстој, Малеро, Кафка и Мелвил, кој му го представил, открил апсурдот. Во 1940 година се оженил со Франсин Форе, пианистка и математичарка со која на 5 септември 1945 година ги добил близнаците Катерина и Жан Ками. Истата година тој започнал да работи во весникот Парис Соа на почетокот од Втората светска војна. Ками бил пацифист, но на 15 декември 1941 година бил сведок за погубувањето на Габриел Пери. Истата година тој се вратил во Оран, Алжир. Сепак подоцна станал член на француското движење на отпорот. А во 1943 година станал уредник на весникот Комбат. Кога сојузниците го освоиле Парис, во август 1944 година, Ками лично ја објавил таа вест. Исто така тој бил еден од неколкуте француски уредници кои јавно искажале своето незадоволство за атомската бомба во Хирошима. Тој се откажал од Комбат во 1947 година, кога весникот станал комерцијален. Од тогаш преминал во издавачката куќа Галимард, каде што останал до крајот на животот. Ками објавил и 4 драмски текстови, кои се недоразбирање, Калигула, обседна состојба и параведници. Во нив, применувајќи теоријата на апсурдот, ги доведува ликовите до остри конфликти, безизлезни состојби и во мрачна атмосфера што се простира некаде како судбински ламент на модерното време. Многу автори пишувале за апсурдот, како на пример Сартер, кој го препознал апсурдот од своји собствени искуства, додека Кјеркегор објаснува дека апсурдот е вистинитоста за неколку религии кои не спречуваат рационално да веруваме во Господ. Апсурдот кај Ками се појавува уште во неговата прва збирка есеи "Две страни на парата" од 1937 година. Во 1942 година објавува расказ за човек кој живее апсурден живот, Странецот, и истата година го реализира и митот за Сизиф. Крајната точка во односот на Ками спрема апсурдот се случува во колекција од 4 писма кон анонимен германски пријател, пишувани помеѓу јули 1943 година и јули 1944 година. Недоразбирање е драма напишана од нобеловецот Албер Ками, како трагедија во 3 чина која ги отсликува идеите на екзистенционализмот. Во недоразбирање се застапени слични елементи како и во Странецот. Беззначајноста на постоењето, бесмислата на животот и изгубеноста на човекот во новото општество. Оваа драма обработува иста тема со драмата Парите со тепувачка на Ристо Крле, објавена во 1938 година. А тоа е смртта на синот кој се вратил дома по долги години минати на печалба. Ликови во оваа драма: Марта, Марија, мајката, Јан, Странецот, служител. Прв пат е представено во 1944 година на сцената на Театар де Матурен, во режија на Марсел Еран, приказна за Сизиф.
Оваа тема на драмата е присутни во грчката митологија, на која Ками се повикува во неговото дело Митот за Сизиф. Сизиф, моќниот крал, ужива да убива патници и гости. Тој еднаш го издава Зевс, откривајќи ги неговите тајни. Зевс го испраќа Танатос, смртта, да го врзе Сизиф наместо да го одведе во подземјето. Сличности. Во недоразбирање, како Танатос, Јан не успева да ги открие дека мајка му и сестра му станале убийци за да си ја заработат постоечката. Оправдувањето дека Марта и незината мајка бараат утеха е во нивното верување дека ги ослободуваат патниците од тажниот живот, полошо од смртта. Како тема на драмата недоразбирање, главниот придонес на Албер Ками за абсурдот е Митот за Сизиф. Ќе се задржиме на неговата драма, на недоразбирањето, и ќе ја опишеме темата на играта што игра триото еден со друг. Ова драма се карактеризира со нивната неспособност да водат разговор. Албер Ками ја сумира својата драма како син сака да биде препознаен без да мора да го каже своето име и кој е убиен од неговата мајка и сестра по недоразбирање. Една стара дама и незината ќерка Марта управуваат со гостилница. Марта сака да ја остави да се пресели на друго место кое е убаво и мирно. А за да ја отстварат таа желба, двете дами ги убиваат богатите гости кои живеат во нивната гостилница. Им ги одземнаат сите материјални работи и фрлаат нивните тела во блиската река. Главниот јунак Јан, кој е син на старата дама и брат на Марта, се враќа заедно со сопругата Марија од Чехословачка во својот дом по 20 години живење во екзил. Тој исто така не успеа да свати дека е пред да стане следната жртва на двете дами. Во овој контекст, абсурдот на светот е теренот. Како и оправдувањето на дамите, народите се оправдуваат и со верувањето дека водат војна за да го зачуваат својот идентитет и интерес. Така тие си играат едни со други. На овој начин концептот на моралот станува абсурден. Секој е во право со своите размислувања на свој начин. Во вториот чин, триото не успева да воспостави комуникација која води до трагичен крај на сите нив. На почетокот на вториот чин, Јан и Марта започнуваат дискусија. Јан се обидува да навести за неговиот идентитет, но не действува никако. Марта, не успевајќи да се поврзе со него, постојано го прашува за земјата каде што живее и за неговиот имот. Кога Јан ги евоцира меките медитерански пејсажи, природата, сонцето и лириката на овие евокации, неговата сестра чувствува некаква радост за одреден момент. Сепак, набрзо таа излегува од имагинацијата и продолжува со својата игра. Таа му го послужува отруениот чај. Важноста на јасна комуникација. Главната тема на представата е темата на погрешна комуникација или недостаток на јасна комуникација, што може да има страшни последици. Јан по 20 години се враќа дома кај мајка си и сестра си и не може да открие кој е. Тој заглавува го наоѓа вистинскиот момент за да им каже, додека неговата фрустрирана сопруга му вели да направи многу едноставно и само да им каже. Во она што ќе стане трагична иронија на представата. Синот на Спасителот што се враќа ќе стане жртва на луѓето што дошол да ги спаси, само затоа што одбил јасно да комуницира, па од тука и насловот на драмата недоразбирање. Мајката и ќерката Марта се вмешани во криминал заради нивната материјална корист. Ги убиваат своите добростоечки гости, а потоа им ги крадат парите. Марта е психопатски лик кој не гледа ништо лошо во тоа, додека мајката е еден пасивен соучесник. За да ги оправдаат своите убиства, тие разговараат за безболниот метод што го користат, со тоа што ги тераат полека да умираат во сон пред да ги фрлат во реката. Представата ја прикажува суровоста и неправдата на нивните дела, а завршува со трагична иронија што ја доведува до крај. Последните сцени на представата ја содржат главната тема на драмата, а тоа е безнадежноста во смисла на љубов, живот и смрт. Марта и држи многу мрачен говор на Марија, велејќи да се моли да биде претворена во тивок и без емоции камен, бидејќи целото човештво е осудено на неправда и тага. Во последната сцена, Марта го повикува Бога, а молчеливиот старец влегува да ја одговори.
Представата завршува со последен удар на безнадежност, при што тој одговора не. Представата започнува со мајка која разговара со нејзината ќерка Марта. Тие две зборуваат за гостин кој што току пристигнал во нивните конаци. Мајка Марта и странецот биле домаќини на богати станари и ја убивале за да им ги украдат парите. Марта е секогаш тажна нешто што ја вознемирува нејзината мајка. Носена од алчноста на пари, Марта убива станари за да живеат покрај морето. Мајка и Марија не знаат дека присутниот гостин е Јан. Јан е син на мајка и сестра на Марта. Кога ќе пристигне дома, никој не го препознава. Јан е придружуван од неговата сопруга Марија. Јан замина од дома пред 20 години, а неговата сестра беше мало девојче. Марија се прашува како семејството на Јан не го познава. Кога се регистрирал да има соба, Јан лаже за своето име и место на раѓање. Изгледа дека мајка ми ужива во разговарот помеѓу Јан и неа, но Марта не се надоврзува на нејзините приказни. На крајот, мајка и Марта се оправдуваат и го оставаат Јан во собата. Мајката е против убиството на овој нов гостин, сепак Марта инсистира да ја убие последната жртва. Марта носи отруен чај како и обично. Јан се жали дека не го нарачал чајот, но Марта го смирува велејќи дека тоа било недоразбирање на странецот. Мајката доаѓа во соба за да го обесхрабри Јан да не го земе чајот. Додека таа влезе во собата, Јан веќе го беше испил чајот. Јан заспива и тој се удави во реката. Следниот ден, мајката се чувствува уморна, но Џејн е среќна. Двајцата сфаќаат дека ги убиле последните роднини. Мајката се самоубива. Марија доаѓа, барајќи го нејзиниот сопруг, и Марта ја кажува се пред да се убие и самата. На крајот Марија почнува да плаче за помош, но никој не може да ја помогне. Драмата во третиот чин завршува токму вака. Марта, разберете, вашата болка никогаш нема да се изедначи со неправдаштвото што му се прави на човекот. И да завршам, чујте го мојот совет. Секако ви должам еден совет, нели? Бидејќи јас го отепав вашиот маж. Молете му се на вашиот Господ да ви стори слична на карпа. Тоа е среќата што тој ја варди за себе си. Тоа е единствената вистинска среќа. Сторете како него. Бидете глуви за сите пискотници. Соединете се со карпата додека има време. Меѓутоа, ако се чувствувате премногу подмолна за да влезете во овој неми глуп спокој, тогаш дојдете и бидете со нас во оваа заедничка куќа. С Богом, сестро моја. Гледате, ништо не е тешко. Пред избор сте. Меѓу глупавата среќа на чакалот и лепливата постела во која што ве чекаме ние. И тогаш Марија го повикува Господ за да се смилува на нејзината судбина. На врата да се појавува старецот, служител. Марија му се обраќа за помош, а тој категорично и враќа не. Со што го изразува ставот на Ками, дека по определена граница на страдањето и неправдата, никој не може никому да му помогне, ниту страдањето може да се подели. Односно, Марија може да има контрола над својот живот со заминување од овој свет, кај Јан, или да и се придружи во убиствената професија на Марта. Само тоа ја останало во животот. Животот се врти околу изборот. Цитати од драмата. Но не можете да се скриете од стравот. Нема спас од стравот да се биде сам. Живее во нас од моментот кога сме родени. Јан, чин 2, сцена 2. Ако почнете да се преправате дека сте нешто што не сте, ќе завршите во неред. Марија, чин 1, сцена 3. Се што може да трае низ 20 години тишина, го заслужува името на љубовта. Мајка, чин 3, сцена 1. Доколку сакате да прочитате повеќе за овие цитати, можете да го стопирате видеото и да прочитате. Заклучокот за оваа апсурдна драма е желба да се оди на некое друго место. Како што се гледа во разговорот, желбата да се оди на друго место е причината што ја тера да го убија Јан. За низината љубов е нешто чудно. Од друга страна, љубовта е силата што ја тера Марија да плаче за Јан.
а за незиното убиство е нешто чудно. Од тука доаѓа конфликт меѓу љубовта и суровноста, ова е една од карактеристиките на апсурдот. На крајот, старецот го открива идентитетот на Јан. Мајка во тага и неспособна да го издржи да живее во сеќавањето на своето злосторство, се лета со беспилотни летала во реката. Марта, која е подеднакво во очај, ја проколнува мајка си затоа што ја оставила сама и ставила крај на незиниот сон за среќа и за некое друго место. Тај кажува на Марија да се моли на Бог и да се убие. Ова е првото решение што го дава Албер Ками – самоубиство или бегство. Марија од друга страна го прифаќа филозофското самоубиство, молејќи му се на Бога додека старецот решението што го прифаќа апсурдот. Во представата сите повторно играат за да постигнат радост и мир, сепак не успева да го освои целосно. Јан е убиен, Марта не успева да оди на друго место. Марија го придружуваше Јан од радост, не успева да го добие. Сите се неуспешни. Ова е реалноста на светот и неговата апсурд. Секоја личност ве моли дојдете и покрај тоа што е врзана со голем број ограничувања и на крајот трпи очај и тага. Дојдовме до крајот на ова видео, ви благодарам што гледавте. Во дескрипција ќе може да проверите, ќе најдете еден есеј на тема недоразбирање на Албер Ками. Ви благодарам за присуството. До наредно видување.